Опожарена е една просторија во објектот на Народна техника во Куманово. Во секторот за внатрешни работи Куманово вчера во 15 часот е пријавено дека на улицата Тане Георгиевски настанал пожар во објект на Сојузот на Здруженијата на техничка култура, односно Народна техника на Македонија. Пожарот е изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Куманово, соопштија надлежните. Увид извршила екипа од СВР Куманово, а причината за избувнување на пожарот допрва ќе се утврдува. Да искористам оваа прилика да се заблагодарам на екипата на пожарната бригада на Куманово, или како да има официјалното име, за многу брзата интервенција и пожарот го има локализирано, изгаснато со минимална штета, што се однесува на тоа што можевме да го видиме вчера. Вчера околу 3 часот мене ми се јавија тука комши од Канет или кои како се искомуницирале меѓу себе, да ми известат дека имало пожар и дека е повикана пожарна од страна на, мислам дека некои вработени во црквата, позади објектот. На што реков брзо интервенирале и исто од полиција се земени извршен увид и има истражна постапка во тек, ќе видиме да утврдат од која причина и како настанал самиот пожар. Ние ја користиме како во склоп на школа, сме ја користеле најчесто и таа лабораторија сме развивале филмови, сме развивале поодамна пред 10 години и повеќе, барем еднаш во годината, меѓутоа во последниве неколку години не одржуваме школа затоа што има намален интерес и пред тоа што држевме неколку пати не можеме да најдеме како да кажам добри материјали за да одржиме ние аналогната фотошкола. Прошла година имавме напор да го направиме тоа. Добивме проект од општина Куманово, меѓутоа не успеавме да го направиме во оваа лабораторија затоа што едноставно, пак ќе кажам, немавме услови. Преку проекција на игран филм за животот и работата на Кирил и Методи, денеска во Занаетчиски дом беше одбележан Денот на сесловенските просветители. Чешкиот игран филм, насловен Светите Кирил и Методи, словенски апостоли, е во режија на Петар Николаев, а организатор на настанот е Фондацијата за култура и спорт, поддржан од општина Куманово. Општина Куманово постави заштитни столпчиња на влезот на Соколански парк заради, како што велат надлежните, подобрување на безбедноста на пешаците и заштита на пешачката патека од несоодветно користење од страна на моторни возила. При поставување на овие заштитни столпчиња запазени се потребните мерки за да се овозможи непречено движење и поминување на лицата со инвалидски колички, мајки со детски колички и лица со намалена подвижност, стои во објавата на социјалните медиуми. Според надлежните, оваа мерка ќе овозможи непречено движење на посетителите и ќе придонесе за ред и сигурност во паркот. Повеќе од 150 уметнички дела на ученици од профилот графички дизајнер во Средното училиште Перо Наков се изложени во галеријата во Куманово во рамки на изложбената поставка Уметност за уметност. Изложбата е завршна манифестација на учениците од 1 до 4 година, кои што максимално се потрудија својата креативност и инспирација да ја прикажат преку графики, плакати, фотографии и дигитални принтови. Љубителите на уметноста имаат можност да ја посетат изложбата до 28 мај годинава. Изложбата е организирана од учениците кои што изучуваат во профилот графички дизајнер од 1 до 4 година под менторство на нивните наставници. Во овој профил инаку над 150 дела од различна тематика се изложени тука и ќе бидат од 23 денеска до 28 мај. Инаку изложбата има продолжен карактер, бидејќи ова се лични дела на самите ученици кои што ги изработуваат, така да во консултации со авторот истите не може да се продава. Јас сум Михаела Трајковска, ова е моето дело. Тоа е формат А2 или поточно 50 на 70. Техника е акварел, работено ми е лани го завршив, но сега го изложив оваа година. Јас сум ученик од профилот графички дизајн, имам 17 години, трета година сум, уште една година матурантка. Го избрав графички дизајн затоа што имам некоја
креативност, сакам да цртам, многу ми е интересно на часовите. Професорите се многу пријатни, пријатна атмосфера и сакам да работам во таква атмосфера. Повеќе дел е пракса и во тоа уживам, сакам да цртам доста и ова е едно од моите дела. Јас сум Јана Динковски, од прва година во училиштето Пера Наков. Јас ова насока ја графички дизајн ја одлучив бидејќи уметноста ми е пасија, сакам да продолжам со тоа и мислам дека е многу битно младината да се посвети повеќе на тоа, на уметноста на младите, на нивните идеи и на нивната уметност. Вака. Моето дело представува лик на жена. Тоа е нешто што повеќе символизира самиот лик на жената и ми требаше недела и пол, две да го завршам и да го избојам. И мислам дека е едно од моите поубави дела што сум ги направила. Јас сум Мила Денчеvić од профилот графички дизајн и сум трета еден. Го одбрав профилот графички дизајн бидејќи тука ќе имате можност да се представите со вашата креативност и вашите емоции, да ги изнесете на една лист хартија или на еден лист платно. Работиме со различни техники како што се акрил, маслени бои, на бак папир со јаглен, сува техника, како на пример што е сува игла. Оваа тема ја избравме со професорката, бидејќи правиме репродукција на многу стари мајстори, како што е Леонардо да Винчи. Ова дело е непознатото дело во светот и е делото Мона Лиза. Ова дело го работиме на алуминиум и го гребеме со игла. Ова техника се нарекува сува игла и ни требаше да го обработиме некаде околу 3 недели. Јас сум Леона, смер графички дизајнер трета година. Ова е репродукција на делот Салвадор Дали, Broken Face, во техника акрил. Предноста во изучување на смерот графички дизајнер е тоа што имате предзнање за понатамошно образование. Јас сум Евгенија Атанасовска, доаѓам од училиштето Пера Наков, средно економско, но ова е профил графички дизајн, јас сум ученичка од прва година. Многу ми е мило што се тука, мило ми е што заземам учество на волку полна и богата изложба. Јас тука имам изложено повеќе дела. Овие платна тука се мои сите. Голема благодарност на галеријата, на кетерингот, на се, на буквално се, на сите, на менторите исто така и на моите ученици, соученички кои што исто така учествуваат овдека и за сите луѓе кои што не поддржуваат, ви благодариме. Ова е завршна изложба на графички дизајн. Тука од прва до четврта година ученици кои што имаат работено на своите дела ги изложуваат на ова изложба која што најчесто зазема на крајот на учебната школска година, прилика мај на кај јуни. И да, тоа е тоа. Ви благодарам многу. Традиционалната клубска изложба на фотокиноклуб Козјак Мајски салон 2025 ќе биде отворена утре вечер во Занаетчиски дом со почеток во 19 часот и 30 минути. Исто така во организација на фотокиноклуб Козјак на 28 и 29 мај годинава ќе се одржи фестивалот на краток филм Филмај 2025 во Занаетчиски дом во Куманово. Двете вечери на 7-то издание на фестивалот ќе бидат со почеток во 20 часот. И тоа утре вторник 27 мај во 19:30 часот ќе биде отворена клубската изложба на уметничка фотографија Мајски салон 2025, каде зема учество повеќе наши членови и објавени се 35 фотографии, тоест ќе бидат изложени кои го поминаа цензусот за успешна фотографија за прошлата година. Предходните 2 години заред, прво со фотоклуб Марибор, па со фотоклуб Лесковец прошла година, се збратимивме. Меѓутоа, оваа година ние бевме гости во февруари на фотоклуб Загреб и е дискутирано за таков чекор, меѓутоа они си имаат програма дефинирана година дена унапред, така да најблиската соработка, односно нивното гостување во Куманово, остана да се дискутира за наредна година, односно да се утврди датум кога би можеле они да дојдат и да ни бидат наши гости и во тек на тој настан, пошто ние како иницијатори, да биде потпишување на
потпишување на таа соработка. Филмови. Фестивалот на краток филм ова година го одржуваме по 7 пат. Почнаме во 2019 година и секоја година, како што кажа претседателот Милош Нескок, и добиваме се подобри и се поквалитетни филмови. Убав дел од нашиот фестивал е што приемот на филмови го организираме преку филмските платформи. Тоа значи дека од целиот свет филмските автори може да ги пријават филмовите на нашиот фестивал и оваа година имаме 196 пријавени филмови од дури 40 држави. Стручното жури во состав Лавинија Софрониевска, Никола Кузелов и меѓународниот член Пол Диглер од Шпанија има за прегледување 40 предселектирани филмови и ги одбра 5 награди, како и дополнителни 11 селектирани филмови што ќе бидат прикажани во двете вечери, среда и четврток, 28 и 29 мај во Занечиски дом Куманово. Наградите за филмовите се 5 на број и тука е најдобриот македонски филм Прошетка, режиран од Елеонора Венинова. Потоа го имаме филмот за најдобра режија именуван по наградата именувана по Лазар Ѓорѓевиќ. Се работи за филмот Скоро целосна измислица од Турција во режија на Ченсу Бајдар. Потоа имаме награда за кинематографија именувана по Радиса Бристевски, за филмот Достоинствено од Русија, снимено од директорот на фотографија Никита Белај. Четврта награда е за сценарио од Данска, Дрвјана мачкани со катра назвот на филмот и сценарист е Михаил Кунов. И наша најдрага награда ние што по совети на стручното жури, ние како членови на Фотокино клуб Козија ги имаме доделено, тоа е филмот Посетителите на Маја од Шпанија во режија на Хеорхе Тодрија. Покрај овие наградени филмови ќе бидат прикажани уште 11 официјално селектирани филмови, сите ќе бидат со обезбеден македонски превод, односно титул, и со квалитетна слика на големо платно со одличен проектор и супер звук ќе бидат прикажани во Занечиски дом Куманово. Влезот е бесплатен за сите посетители. Оваа година фестивалот ни е меѓународен како и сите претходни години и од идната година се надеваме дека освен тоа што ќе имаме меѓународни филмови како учесници на фестивалот и жири членови, се надеваме дека ќе направиме уште еден чекор кон наше растење како фестивал, да имаме и меѓународни гости кои што ќе бидат членови од филмската апела и уште чекор повеќе меѓународни посетители. Полициски службеници од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај при секторот за внатрешни работи Куманово вчера попладне лишиле од слобода 19 годишен кумановец. При контрола на патниот сообраќај констатирано е дека тој управувал патничко моторно возило BMW со брзина од 91 км на час во населено место, каде што дозволената брзина е 40 км на час. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена кривична пријава за безобзирно управување со моторно возило. За над 6000 парчиња парфеми, 5000 пара обувки, 5000 парчиња облека, но и други производи што Царинската управа ги заплени годинава е утврдено дека се фалсификат. Станува збор за вкупно 20.000 производи со потпис за вкупно 57 заштитени трговски марки. Царинските службеници на граничните премини и мобилните царински тимови годинава за неполни 5 месеци открија 51 случаи на повреда на право од интелектуална сопственост, од кои во 19 случаи веќе е утврдено дека станува збор за фалсификати кои што требало да се продаваат на македонскиот пазар, информираат од Царинска управа на Македонија.